Добар ден, драги пријатели, добре дојдовте во денешната епизода и емисија. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска зборувам на една тема која што многу ќе ви даде свест на оние луѓе кои што користите додатоци, особено на жени кои што користат можеби додатоци од типот на калциум, витамин Д и нешто што ќе им помогне за здравието на коските и колку тоа има поврзано со покачената телесна тежина, односно со вишокот на масти кои што ние луѓето денеска нормално ги имаме во нашето секојдневие, особено во повозрастните години, затоа што ставот кој што го имаат луѓето во повозрастните години е дека нивното поминало и дека не знам, правилна исхрана, вежбање и активност е за младите, а е тотално погрешно. На што всушност мислам? Среќавам многу луѓе кои што денеска користат најразлични додатоци, вклучително и најчесто калциум и витамин Д кај жени, по-конкретно зборувам, кога се работи за можеби превенција или забавување на процесот на остеопороза, артритиси и така натаму. И она што сум сигурен дека не го знаете е дека во телото многу процеси функционираат многу хемиски процеси пред се и многу процеси зависат еден од друг, односно многу витамини и минерали кои што се одговорни за пренесување на сигналите, дали се тоа електрични, дали не знам хемиски сигнали и така натаму, практично се подложат на функцијата и нутритивната застапеност на одредени витамини и минерали. И кога зборуваме за витамин Д, витаминот Д помага заедно со соработка со калциумот, да калциумот профункционира, односно да можеби дојде во коските да ја регенерира нивната основа, но не знам колку од вас сте свесни дека витаминот Д е растворлив во масти. И што тоа значи? Доколку некој од вас има покачена телесна тежина, зборуваме за масти, не знам, 10 кила, 20 кила, 30 килограми вишок од тоа што е потребно да го има, најверојатно количината на витамин Д која што ќе треба да ја внесе, треба да биде 2-3 пати поголема од таа што можеби му е препорачена или му е препишал доктор, затоа што многу од вас не знаат дека витаминот Д е растворлив во масти и дека витаминот Д ќе се депонира во вашиот вишок на масти кои што веќе вие го имате во вашето тело. И тоа ќе значи за многу од вас кои што пиете можеби додатоци во исхрана, конкретно зборувам за калциум и витамин Д, дека ќе го испиете калциумот, витаминот Д кој што ќе го испиете ќе се депонира во вашите подкожни масти, вишок на масти или висцерални масти и тоа ќе значи дека калциумот ќе го нема својот соработник со кој што заедно ги вршат тие функции на регенерација, на апсорбција во коскеното ткиво и калциумот само ќе си помине низ вашето тело, ќе се излезе од вашето тело и вие и понатаму ќе пиете додаток во исхрана, а нема да имате никакви резултати. И затоа она што константно тука го зборуваме, баланс во исхраната, пред се свесност дека правилен начин на исхрана не е потребен само кога имаме одреден проблем и дека апчиња и додатоци во исхрана се само додаток. Односно, тоа значи дека мене ми е потребна основна исхрана, начин на живот, па подоцна можеби да тюнирам и да додавам одредени работи во мојата исхрана, кои што ќе третираат можеби одреден проблем или моја цел која што е малку поамбициозна и така натаму. Затоа, константно ќе го слушате тоа од мене дека редовноста на оброците, доволното пиење на вода, физичката активност, макар и тоа да е пешачење, е лекот за секој еден проблем и лекот за достигнување на секоја една цел која што имате поврзано со вашето здравје, ниво на енергија, изглед и така натаму. Затоа тоа денеска сакав да го зборувам, баш минатата недела бев инспириран од еден разговор кој што го имав со една девојка, поврзано со ова. И на секој од вас, нормално, ви посакувам убав ден, здрави животни навики и се гледаме во следната епизода и издание. Чао, чао!